Благодарам, колега Џафери. Морам на почетокот да истакнам дека жалам што министерката за правда не е тука, иако насекаде се слуша муабет дека овој закон за антикорупција е направен по нејзин терк, но не и се. Добро е што барем имаме представник од Министерството за правда, а и добро ќе биде заменик министерот во некои од нашите коментари барем да ни даде одговор. Може би ние не сме разбрале добро или може би лошо ме напишан законот, ама добро ќе биде барем еднаш да се одважи и да ни даде одговор за некои од нашите прашања. Подоцна овој закон не знам од кај да почнам, бидејќи онака како што е направен, односно напишан овој закон, можам да кажам дека е еден од најлошите закони кои што ги имам добиено и прочитано во текот на овој пратенички состав. Заменик министерот си дискутира тука позади мене, ама баш сакав да му објаснам дека за она што го искоментира на почетокот по однос на раководната структура или Б1 структура во рамки на државната администрација, очигледно дека не бил дел од државната администрација и не знае дека и сега раководната структура, односно раководителите, степен Б1, и сега поднесуваат изјави за судирни интереси, а не е ова новина која што вие сакате да ја воведете со овој закон. И пред да дадете вакви коментари, ве молам службите убаво да ве подспремат. Овдека кажавте по однос на Венецијанската комисија. Ние како пратеници не сме ги добиле коментарите по однос на Венецијанската комисија, вие можете само да се фалите по однос на тоа, но исто така и една практика која Социјалдемократскиот сојуз ја наметна во последно време е тоа дека се праќа до Венецијанската комисија коментари, односно членови, само оние членови кои што се променуваат, односно се менуваат, а не се праќа целиот текст на законот. И поради тоа Венецијанската комисија многу често се случува да даде позитивно мислење за одредени закони, но во суштина кога потоа ќе дојдат на мисија или кога ќе го добијат целиот текст на законот, да го сменат своето мислење, што е многу нормално. И би било добро тука заменик министерот да ни одговори дали и овој пат Социјалдемократскиот сојуз го практикува истото, односно до Венецијанската комисија ги има пратено само членовите кои што се менуваат, а не целиот текст на законот како што ќе гласи целиот текст на законот. Исто така по однос на дубиозите кои што Социјалдемократскиот сојуз ги прави, морам да напоменам дека во септември месец веќе имаше една јавна расправа по однос на овој закон и тогаш како пратеници присуствувавме на таа јавна расправа и добивме една верзија од законот. Но потоа, кога овој закон влезе во собраниска процедура и кога на комисија имавме можност да дискутираме за овој закон, ние добивме друга верзија на истиот. Сега тука не ми е јасно дали кадрите кои што ги вдомивте, кадрите од Социјалдемократскиот сојуз, експертите како што вие велите, ги вдомивте во рамки на Министерството за правда се толку капацитетни, или пак министерката Рената Десковска брзаше да си ја вдоми другарката како антикорупционер, не знам. Но во новата верзија која што ја добивме на законот, односно верзијата која што е пред пратениците, заборавивте од брзоплетоста да се вдоми уште некој ваш другар или пријател, заборавивте да ги тргнете од вредбите и коментарите кои што беа во првата верзија од законот, тоест оние коментари кои што ги добивме на јавната дискусија. И очигледно тука не станува збор само за капацитет, туку станува збор за вдомување на другарки и блиски роднини на високи функционери во Социјалдемократскиот сојуз. По однос на самиот закон, како што кажав, не знам од кај да започнам, бидејќи овој закон е премногу лош закон и како што кажав на почетокот, можеби најлошиот закон кој што сум го прочитала во овој пратенички состав. Ќе започнам со член 8 од законот. Овдека вели се дава дефиниција под поимот блиски лица. И сега вели дека лица кои што се во брачна, во вонбрачна заедница и така натаму, роднини по крв по прва линија, странична линија до 4 степен, роднини по сватоство и така натака. Малку е нелогично, заменик министар, да пријавуваш сватови по второ или трето колено со луѓе со кои што ти не комуницираш и луѓе кои што под ниеден основ никогаш не би ти дале податоци со кои што се бара да се пополни тој анкетен лист. Значи, многу е лоша самата дефиниција. Или пак едно лице има вонбрачна заедница, кој што можеби тоа лице има некоја друга вонбрачна заедница и така натаму, и на крај ќе се заинатите за некое лице и може само да се направат проблеми, а нема да се реши суштината на ова што се бара со
носењето на овој закон. И да потенцирам, не сум против носење на нов закон за антикорупција, но сум за да се донесе квалитетен закон, а не да се пишуваат вакви норми кои што во суштината и во реалноста не се применливи. Исто така, во рамки на составот на самата антикорупција. Во првата верзија која што ја добивме во септември месец пишуваше 5 антикорупционери. И тука е во ред, бидејќи препораките од Греко велат дека бројот на антикорупционери треба да се намали. Но во новата верзија која што ја добивме пишува 7 антикорупционери, иако сите оние кои што беа присутни на таа дебата рекоа дека бројот на антикорупционери треба да се намали, односно да бидат 5 антикорупционери. Сега тука е другото прашање, бидејќи од информациите кои што кружат, исто така има две лица кои што вие не знаете кај да ги вдомите, односно нивните барања се да бидат вдомени во антикорупцијската комисија со цел одредена политичка партија да ви го гласа овој закон. И ако е навистина тоа така како што се збори, тогаш не знам зошто ги праќате и воопшто законите на Венецијанска комисија, кога веќе имате одредено кои лица треба да бидат членови на оваа антикорупцијска комисија. Исто тука на почетокот велите цело време се фалите Греко, меѓутоа од 19 препораки кои што Греко ги има дадено, само 3 имате имплементирано до сега, значи 3 се имплементираат и со овој закон, 10 по нешто сте чепнале, имате 6 препораки кои што воопшто не се ни земени во предвид. И со првата верзија која што пративте на законот, имаше уште некоја препорака од Греко која што беше инкорпорирана во текстот, но со втората верзија, оваа полошата која што добивме кај нас, одите спротивно од препораките на Греко и правите сосема спротивното кој што тие го препорачуваат. Овдека исто кога збориме за антикорупционерите, ги заборавате лицата кои што се вработени во антикорупцијската комисија. Лицата кои што се државни службеници, на кои што паѓа целиот товар во проверка на целата документација по однос на лицата кои што имаат обврска да ги пополнуваат овие образци. Јавно кажавме и тогаш, јавно ќе кажам сега. Значи, да не се занимавате само со вдомување на партиски кадри од владеачката структура, туку да мислите на вработените кои што се во антикорупцијската комисија. Малку се на број и треба да се поведе сметка со новиот закон. Однос на тоа, услови за именување претседател и членови на антикорупцијата, дискутабилно е тоа дека треба да биде правник со 300 ЕКТС поени, ама може да биде се друго со 240 поени. И тука се прави дискриминација по однос на степенот на лица кои што се бират. Не може еден да е правник со 300 поени, а друг да биде новинар со 240 поени, кога професијата во однос на ваквото не може да се мери. Понатаму, велите, кажувате да не бил пратеник, да не финансирал политичка партија и така натаму, што е во ред, но бидејќи веќе името го имате за првиот човек на антикорупцијска, велите да не бил антикорупционер 10 години. Ако веќе сакаме да бидеме искрени до крај, тогаш кажете да не бил антикорупционер никогаш во својот живот претходно. А вака пишувате округло па на ќоше, со цел повторно ќе кажам, ние веќе го знаеме и лицето кој што ќе биде антикорупционер. Вие можете да демонтирате колку сакате, но со овие измени кои што сте ги направиле, точно се кажува кој лице ќе биде антикорупционер. И повторно ќе кажам, овдека треба да пишува да не бил антикорупционер никогаш претходно, за да можам да ви верувам дека не го имате составот претходно. Исто така, во делот на тоа колку треба да има искуство претходно во работењето на областите на откривање или спречување корупција, владење на правото или добро управување. Ја не знам како вие добро управување ќе го измерите некој да има работно искуство од 8 години. Како ќе го измерите некој да има во владење на правото или откривање и спречување на корупција? Значи тоа ќе биде некој поранешен антикорупционер или лица кои што денеска имаат невладини организации кои што се бават во делот на антикорупцијата. Тие ви се луѓето кои што ви се наведени. Понатака во самиот закон велите дека и давате еден куп надлежности на антикорупцијската комисија. И само да довршам реченицата, правите пандан на СЈО. Антикорупцијската комисија не е за на лицата кои што имаат се избрани или именувани во рамките на државната
власт да бидат малтретирани, да им се проверуваат здравствените картички, да им се проверува семејствата или пак за истите тие лица да се повикуваат други лица да бидат сослушувани. Ја до сега прв пат слушам антикорупцијска комисија да може да повикува сведоци да се истражува однесувањето на некое лице или пак самите тие да бидат членови на испитаници на антикорупцијска комисија.